Од Неготино до Неа Месинврија во близина на Солун, во должина од 123 километри. Тоа ќе биде трасата на новиот гасоводен интерконектор кој допрва треба да се гради. Од 123 километри, 68 ќе бидат на македонска, а останатите на грчка страна. Да видиме кои ќе бидат придобивките од градењето на интерконекторот за македонската страна. Овој интерконектор би требало да овозможи државата да не биде целосно зависна од еден снабдувач. Моменталната конекција е само преку Бугарија. Го означуваме почетокот на најголемата енергетска инвестиција во изминатите 10 години. Се работи за 68 километри модерна инфраструктура, што ќе не поврзе со Грција, меѓутоа многу поважно е дека ќе ја поврзе нашата земја со европските енергетски пазари и вредности. На македонско тло ќе пристигне газ од Азербејџан и течен газ од Грција, и тоа преку терминалите Ревитуса и Александрополис. Почетниот предвиден капацитет ќе биде 1,5 милијарди со можност за проширување до 3 милијарди кубни метри газ годишно. Постои можност понатаму да биде проширен и кон Србија. Важно е дека ќе можеме бенефитите да ги очекуваме дури за 2 години, кога е предвидено да заврши проектот. Паралелно ќе се градат двата дела, а предвидено е интерконекторот да биде пуштен во употреба во 2027-та. Изградбата на конекторот од македонската граница до Неготино ја доби македонска компанија. Таа ќе чини 59,9 милиони евра. Проектот го финансираат владите на двете држави, Европската инвестициона банка и Европската банка за обнова и развој.